Пожелувам на сите да се вакцинира, да не се плашат од вакцината. Се мислам дека тоа ќе биде многу полезно за сите. Ако сме ние во години, ама сакаме да живееме, секој сака да живее. Пензионерот Сотир Колишевски од Скопје, кој има 85 години, е првиот човек кој ја прими првата доза на вакцината на AstraZeneca, со што и почна имунизацијата на постарата популација над 77 години. Докторите во вакциналниот пункт во поликлиниката Букурешт велат дека се тече во најдобар ред, а термините се закажуваат на секој 10 минути, а вакциналните пунктови работат во 2 смени, од 8 до 20 часот. Кај нас се прегледува прво, потоа оде во делот за вакцинација, каде што ја прима вакцината. Овој пункт планирано да се вакцинираат околу 140 граѓани, до 150 во 2 смени, значи работиме од 8 савајле до 8-20 часот навечер. Многу поголема раздвиженост за разлика од Букурешт имаше во вакциналниот пункт во поликлиниката Јане Сандаски. Постарите граѓани кои нестрпливо чекаат да бидат повикани да ја примат првата доза, изјавија дека веруваат во секоја вакцина и апелираа сите граѓани да го следат нивниот пример за конечно да се стави крај на пандемијата. Имам од 10:30. Така се плашите? Верувате во вакцините? Сигурно да не верувам, нема ни да дојдам. На сите би им порачала да се вакцинират. И на старо, и на младо, и на све. Веруваме, Злато. Ако не веруваме, не доваѓаме. Веруваме, здравје бараме, па сега како ќе биде, Господ знае. Министерот Филипче денеска кажа дека околу 20% од веќе пријавените граѓани за вакцинација за денеска не се појавиле на закажаниот термин. Ќе продолжиме со вакцинацијата, односно ќе започнеме со оние други категории на граѓани за што веќе ги собираме податоците, тогаш кога ќе бидеме сигурни дека вакцинацијата со оваа вакцина може да продолжи и кај помлади луѓе. До сега за вакцинација пријавени се околу 20.000 граѓани ширум државата. Од возрастната група над 77 години се пријавиле близу 6.000 лица.